Ова by connecting the dots малку апстрактно е. Кој dots, нели? За жал 20 минути ми е говорот. Обично ме знаат луѓе по 3 сати непрекинат говор. И со поприлично висок успех на немрнати луѓе од место. Тоа ми беше KPI, намерење колку ми е успешен говорот. Најпрво ти благодарам за представувањето. Исто така благодарност до организаторите на настанот, затоа што ме поканија еден од говорниците. Драго ми е што сум тука со вас. Драго ми е што денес со вас ќе имам можност да ја споделам на некој начин мојата филозофија на гледање на работите. И ако денес повеќе луѓе, барем тие што ми кажуваат околу мене, сметаат дека сум успел до некаде да стигнам, таа филозофија во суштина ми помогна да успеам да стигнам таму. И од тој аспект, разговарајќи со премногу успешни луѓе зборувам не само на локална, туку и на светска сцена, имам можност да се дружам, да комуницирам, да се среќавам на различни светски настани со тие луѓе, успеав да најдам пресек во суштина што сите тие луѓе имаат заедничко. И многу интересно, во суштина со искуството кога ќе го најдете тој пресек на што сите тие луѓе имаат заедничко, сфаќате која е основата и која е поентата, кои се основните работи кои што треба да ги знаете за стварно да бидете успешни во вашата иднина, во вашата кариера или во било што и сакате да постигнете во вашиот живот. Јас сум Хајм Селмани, како што и бев најавен, основар, собственик и извршен директор на Хаселт, компанија за развој на софтвер, иновации, дизајн, IT консалтинг. Како компанија, чисто кратко само за компанијата, колку да имате во представа кој е човекот што ви зборува, за тие што не ме знаат, доста од вас се познаваме, и да, лично, приватно, а исто така и од нас. Значи, Хаселт е пред 4 месеци, неколку дена основана компанија, 4 години месеци, неколку дена основана компанија, значи сме релативно млада компанија од тој аспект, но по многу аспекти сме 100% домашна компанија, исто така домашна компанија која што инвестира во странство, имаме наши канцеларии во Цирих, Швајцарија, имаме партнерска мрежа во повеќе од 15 држави, активна партнерска мрежа, каде што имаме луѓе кои што работат ексклузивно за нас, имаме софтвер пласирано за клиенти во повеќе од 20 држави, имаме софтверски апликации во буквална смисла на зборот, функционираат во сите држави во светот. Значи имаме направено решение кој што ако нешто ви значи, се хостирани на клауд инфраструктура, 100 машини во требаат за да можат да ги издржат решенијата и прават билиони операции во текот на денот. Работиме во едни од најновите маркети денес. Пример е Естонија. Ние сме едни од луѓето кои што имаат развивано јавниот транспортен систем во Естонија. Ако имате прилика да дојдете таму, голема веројатност е дека ќе видите нешто од софтвер кој што го има. Меѓу другото исто така ние го правиме во моментов, не можам да го кажам името, но официјално по многу параметри најголемото решение во дентална индустрија во Европа. Со партнер од скандинавските земји. И меѓу другото, ако некој од вас бил во Нью Йорк или ќе оди, имаме соработка со компании кои што ги развиваат подземните wireless мрежи во метроата, овозможуваат wireless пристап во метроата. Ние работиме со тие компании. И ние сме компанија од Македонија. И многумина ме прашуваат, добро, како Македонија, мислам, како дојдовте сите тие контакти, како успеавте вие воопшто да им понудите нешто нив за да почнете да соработувате. Тоа е малку подолги од делот приказната, нема денес да зборам за тоа, но ми стојам на располагање постова да ме фатите било кој, верувате во детали ќе ви кажам како сме стигнале. Меѓу другото сум како Microsoft MVP во локалната и глобалната заедница. Тоа значи дека сум доста, можам да кажам, близок човек на Microsoft од многу аспекти. И активен сум исто така како Advisory Council for the Future. Тоа значи дека колку што можам и споделувам со Microsoft мои знаења и видување за тоа како треба во иднина технологиите да се развиваат, што е Microsoft еден огромен и многу битен слушател денес во смисла на која слуша заедницата за како ни треба да напред и да ги развиваат технологиите. Имам 30 година и искрено пред 10 години не ни очекував дека ќе бидам ниту блиску до тука што сум сега. Барем од мојата перцепција. Сакав да бидам добар софтверски инженер,
Тоа ми беше пасија. Сакав да работам како софтверски инженер во нека добра компанија, да создавам, да правам софтвер, да напредувам, да учам и така натаму и така натаму. И на некој начин, нели се гледав себе си така перспективно во иднината, но никогаш не можев да кажам конкретно каде ќе завршам. Но имаше некои карактеристики кои што во текот на мојот минато на некој начин ми се развија во сплет на околности и настани. Инаку јас сум од Маврово Ростуше, Велебардо поточно, ако сте биле Јован Биговски манастир спроти селото, баш од таму сум, тоа е најубав во светот. Според мене, субјективно. 13 години технички си отидов во сфера на као си избегав од дома, туку почнав средно образование економско во Гостивар. Економско важеше тогаш за најстрого, најспремно и така натаму, и тоа беше причината што се запишав, значи поим немав што е економија пред тоа, нели, мислам. Зборам уште има апстрактно значење за мене. На 13 години технички јас секојдневно почнав да што викаме да се перам, не да се пеглам, мајка ми уште ми помагаше во тој дел ремоутли, не со технологија, туку со праќање на алиштата, нели, од време на време до дома, да те ги исперат и испеглат и врати назад, но во секој случај морав да почнам да се снаоѓам на дневно ниво со сите околности кои се случуваа околу мене. Верувајте, на почетокот, онака има 13 години, јас бев дете, треба да се снаоѓам со сите тоа. Не бев ни свесен колкава е посебно ретроспективно подоцна кога се ги видов работите како изгледале, добро што не сум се откажал, нели? Но тежината на сите тие околности почна да ме учи на дел од препремништво кој што денес го имам, а тоа се снаоѓам со се што ми е непознато, а се беше непознато за мене тогаш. Со оглед на тоа што бев стварно заљубен во компјутер и живеев со компјутер, цело време компјутер беше главното нешто за кое сакам од сите можни аспекти, следствено и многу нормално факултет се запишав на компјутерски. Имав една многу проста, едноставна, морам да гледам на времето, пошто можам да отидам во длабочина многу. Имав една проста мисла, тоа беше дека јас ќе завршам факултет, ќе идам надвор држава. Пошто многу едноставно компјутерски науки, технологии, уште тогаш од времето се бараат тие луѓе, па камоли денес, нели, тоа се повеќе и повеќе расте. Но интересен склоп на настани, моето размислување се менуваше како времето поминуваше. Во суштина почнав да гледам многу подалеку од тоа јас како да си го решам мојот проблем, да си отидам патем од по мајка ми страната, речи си цела фамилија, мислам цело семејство се во Германија. И ние сме во суштина од Западна Македонија, посебно тој дел одамна, тие луѓе знаат дека одат странство технички нагорбе, човекаме и живеат таму и се враќаат еднаш или два пати во годината и секој пат си ветуваат дека кога ќе се пензионираат ќе се вратат Македонија. Дедо ми 53 години во Германија. И на некој начин, знаете, уште јас не бев некој кој што бев доволно, ајде да кажам, после среднаш факултет, доволно уште самостојно способен и свесен за да одлучувам јас лично за се. Туку премногу ти влијаат, нели, она што ти го кажуваат луѓето околу тебе, што е најдобро, зашто е тоа најдобро, што е најлесно, тоа е она се во некоја си суперлативна форма која што тебе треба да те прави да се чувствуваш убаво, да се чувствуваш дека лесно ќе биде, да се чувствуваш дека животот ти е сигурен и така натаму. Во суштина зборуваме за сигурност, зборуваме за онака дека ќе бидеш успешен, ќе бидеш добар, ти си паметен, ти си знаеш онака бистар, сите петките се во средно и така натаму и така натаму. Но како поминуваше времето, во суштина фактот дека јас се повеќе и повеќе ја запознавав средината околу мене и како функционираат работите, и на некој начин некој карактер кој што ми се развидна љубопитност, сериозна љубопитност за многу работи, почнав да сваќам дека не е во суштина ние во ниеден момент не сме прво финиширан продукт во тој момент како што се. Значи, ако ние сме денес нешто, утре и во иднината ќе бидеме нешто друго. Јас почнав да размислам што ќе бидам јас утре или по една година или по 5 години, ако и на крајот на денот отидам некаде на готово се ми најде работа и дури некој ако не да ми ја врши работата, јас само добивам плата, си уживам, одам на одмор еднаш или два пати во годината или 3 пати евентуално ако можете и тоа си го приуштите и толку. И што од мојот живот? Во круг се движат работите, ќе се пензионирам и на крај нели ќе заврши животот. И што направив јас? Верувајте, тој тег на настани почна да ме тера мене да во суштина која е суштината на нашето постоење како поединци, како индивидуи. И како тоа ние го врзуваме во корелација со се што правиме. Со нашата
кариера, нашиот приватен живот, нашите акции према секој еден човек во нашиот живот, група, заедница, луѓе и така натаму и така натаму. И верували или не, како се освестува повеќе, почнав да сваќам дека јас сакам да останам во Македонија и сакам да направам нешто тука. И кога некој ќе ме прашаше и сакаше краток одговор, зошто бе остана во Македонија, зошто не си замина во Microsoft таму негде да си работиш и слично, краткиот одговор беше јас сум инженер, сакам да останам оно кај што има многу проблеми, треба да ги решиме. Инженерите не можат да живеат на места кај што се идеални, кај што нема проблеми, нели? Они размислуваат со мајндсет да сакаат да решаваат проблеми. И тоа е тоа што ги исполнува. Но тоа е само краткиот одговор, долгиот одговор има многу поголема позадина. Сега, можда малку повеќе околу мојата приказна. Потоа нели почнав во индустрија, почнав да работам како софтверски инженер, почнав да гледам што се случува во индустрија, како да работите. Во еден момент почнав да сваќам дека да, јас предонесував во компаниите кај што работев, бев ценет во компаниите кај што работев и ден денес ги ценам кај што работев порано и таму кај што научив и кај што стекнав искуство, но мојата филозофија која што како човек пред се ми се креираше во минатото не може да се совпадне со кога зборувам бизнис. Значи бизнис е многу едноставно и многу често е сурово. Значи тука се работи само за профит, значи треба да се профитира што е повеќе за да може компанијата да ја направи така натаму. Не можете да мижите пред тоа. Не можете да имате ниту идеологија ако вие на крајот на денот бизнисот крахне целосно, вие само ќе сонувате, ќе кажувате некому дека имате идеологија, ама никако не можам да ја спроведам. Значи вие морате сепак вашата идеологија, вашето размислување, вашите желби, вашите цели, вашите идеи некако да ги ускладите со како општеството функционира. Вие за да бидете to fit in, јас можам да речам, јас не сакам да работам со луѓето затоа што се вакви или такви не ме разбираат. Ако не ме разбираат, проблемот е кај мене. Јас треба да најдам начин, затоа што луѓето така функционираат. Јас треба да најдам начин да ја пласирам мојата порака, моето знаење, мојата експертиза на начин кој што луѓето ќе ја разберат, ќе ја примаат, ќе ја вреднуваат и целат и така ќе можам да бидам успешен. И знаете, тогаш сватив дека јас треба да основам компанија. Причината зашто основана Хаселт како компанија не е за да правам бизнис. Сите луѓе кои што ме знаат барем малку, што имале прилика 2 пати да пијат кафе со мене, ајде да не викам еднаш. Едно нешто мислам дека има да разберам многу добро, дека јас сум човек кој што не му се битни парите воопшто. Во буквална смисла на зборот. Некој ќе рече, да бе, секој сака пари така натаму. Јас дојдов до еден степен кај што стварно не ми се битни парите. Мене парите ми се важни за да можам да ги реализирам идеите со компанијата и луѓето кои се дел од компанијата да можат да ги реализираат нивните идеи. И да можеме заедно да ги реализираме тие идеи, затоа или општеството така функционира. Ако не се парите, нешто друго би било, тоа што другото би не било важно. И јас сум софтверски инженер, некои ме прашуваат зошто баш во софтверска индустрија, затоа што тоа го знаев најдобро. Да знаев нешто друго најдобро, преку таа индустрија ќе се обидев, истите идеи да ги реализирам. Значи не е важно дали сте софтверски инженер или маркетер или економист или правник или не знам што и каде вие би се насочувале, каде би се развивале во иднина. Сега, доаѓам према поентата. Во суштина, кои се најважните работи кои што јас ги разбрав, не само кај мене, туку и кај многу други успешни луѓе кои што имав прилика да ги среќавам во минативе 10 години, ајде да кажеме, во животов интернационално, на многу настани, на многу места, и во Македонија. Работи кои што успешните луѓе на некој начин ги споделуваат. Некои ги сватиле порано, некои ги сватиле подоцна. За моја среќа јас успеав порано да ги сватам затоа што ги слушав тие успешни луѓе. Стварно ги слушав онака колку што можев за да ја разберам нивната филозофија. На оваа тема имам пишан артикул днес, Коста Петров на Huffington Post го сподели како фичерт артикул, така да можете и подетно да го прочитате самиот артикул, но јас ќе ве споделам филозофијата first hand онака од мене тука. Во суштина едно нешто различно. Кога размислував за успех, за тоа што значи да бидам јас успешен, имав корелацијата ми се врзува со една многу важна работа, а тоа е среќа и задоволство. Во суштина, вие за да бидете успешни, што и да правите, значи успехот сами може да го дефинирате што значи за ваш успех. Не е успех да бидете први, успех да бидете задоволни со резултатот што ќе го постигнете, да бидете среќни со резултатот што ќе го постигнете. И сватив дека да бе, многу важна варијабла и тоа е првата точка, е да бидете среќни, да бидете задоволни. И сега викам, окей, но задоволството и среќата се од минлив карактер. Вие можете да му дарете некому, не знам каков трофеј, тоа ќе помине.
Прашање на време. До 3 месеци максимум и после полека. Јас кога станав првиот пат Microsoft MVP, дури со солзи ме вночите. Ми скока, колеги, ме гушка, што и така натаму. Сега 6 пати поред со Microsoft MVP, се споделам пораката, чувствувам она чувство на задоволство и на чест затоа што Microsoft мене ме избираат да бидам Microsoft MVP, ама не исто како што беше на почетокот аспект на еуфоријата што имате и така натаму, разбирате? И што еве ќе стануваш пак Microsoft MVP, те номинираат, стануваш Microsoft MVP во некој период од годината кога Microsoft ќе направи анонсмент на истото. После еден месец више се е нормално, се е исто. Се дури онака ти доаѓа луѓе, ти си Microsoft MVP, јас викам па окей, што? На почетокот ќе ми рече некој ти си Microsoft MVP, јас сум Microsoft MVP. Во суштина среќата и задоволството има многу минлив карактер, но сепак ние ги бркаме нив цело време. Сепак ние бркаме среќа и задоволство. И сакаме пари, сакаме се за на крајот на денот луѓето во суштина за да постигнат одредено ниво на среќа и задоволство во нивниот живот во дадени моменти и така натаму. Некој среќа и задоволство постигнува затоа што ќе направи вас среќни. Тоа е више кој како се ги, чувствува работа и како се ги трасирал. Сега кои се другите важни работи? Гледате, јас си го помнав тоа, на некој начин работите ги кажав, само сега ќе ги конкретизирам. Второто нешто добро, јас за да станам јас прво среќен, морам задоволен, морам некако да го манифестирам истото. Со кого го манифестирам? Со други луѓе. Јас тука сум да зборам пред вас и ви благодарам за честа што ми ја давате јас да зборам пред вас. Ама јас сум тука затоа што сакам да и ќе бидам задоволен и среќен, јас самиот, ако ве направам вас задоволни и среќни од мојата презентација, ако ви имате некаков бенефит од тоа, ако вие слушнете нешто кое што барем малку ќе ве мотивира, слушнете нешто кое што може да биде поучно и може да биде важно на било каков начин сега и во иднина во вашиот живот. Во суштина, гледате, ние сме заради едни со други тука, не сме заради јас со себе, вие со себе си и така натаму. Ние суштината е на тоа дека ние заради едни и други доаѓаме овде. Ние за да работиме заедно, за да правиме заедно, за да го градиме светот заедно, за да живееме заедно, за да не биде поубаво заедно и така натаму. Ќе ги исклучам тука манипулациите на останатите кои што сакаат ради лични бенефити да ги зезат останатите во заедницата и во општеството. Но есенцијата на постојањето на човекот е за ние заедно да правиме нешто. Не да правиме индивидуално, одделно и себично. Според мене луѓе кои што колку човек има повисоко ниво на себичност и индивидуалитет за себе во себе, толку тој помалку свесен за суштината на нашето постоење како поединци. И интересно ми се поврзува тука, викам, значи јас за да бидам успешен, значи имате успех, треба да направам други луѓе да бидат среќни. Ајде да го ставиме во било каков контекст и пример. Правите производ, имате идеја, иновација. Кому ја пласирате? Имате таргет група. Викате, имам една идеја и сакам да ја пласирам некому. Без разлика, вие може сакате да ја продајате пари, како и да е, ама вие имате таргет група која сакате да ја направите да биде среќна. Имате таргет група која сакате да ја направите да биде задоволна. Имате таргет група која што сакате вие да има корист од користење на вашиот производ, услуга, што и да измислите. Во суштина, ако таа таргет група не постои, која е поентата од вашата идеја, иновација, така? Замислете да сте сами во светот и да нема други луѓе. Дали има поента на воопшто вашето постоење? Одеднаш ништо нема смисла. Доктор на науки станал, некој магистрирал, бил CEO на компанија, бил сениор инженер и така натаму, па сите тие тајтлси затоа што другите луѓе не ги дале, не затоа што ние можеме да си се сев проклеймаме, ако не постои никој, што значи CEO? Ништо. Значи никој ништо, едноставно после 5 дена сваќаш дека твојот екзистенс не е ни битен воопшто. Така? Тоа значи дека ние се што правиме заради другите луѓе. И формулата станува проста. Тоа значи дека да бидеш поуспешен, треба да направиш што е можно повеќе други луѓе среќни, задоволни и така натаму и така натаму. Тоа зашто да не почнеме од денес да работиме за другите луѓе? Зашто од денес да не почнеме да ги правиме среќни и задоволни на било кое ниво и со се што најмало нешто што знаеме ние. Не мора вие да се спремате 10 години да станете експерт во нешто за после да речете сега ќе им служам на другиве луѓе. Вие денес во овој момент ако се прашате само малку повеќе и подобро себе си онака предогледало, чисто ако вие конкретно, да се прашате што знаете, ќе најдете нешто што знаете, кое што стварно со кое што можете да им сте од помош на останатите луѓе околу вас. И третата варијабла или третата точка е денес јас многу често зборам и во компанија тајм менеджмент, такви ствари. Денес треба прво да постои свест за време.
time awareness. Ако не постои свест за време, оставете менеджмент. Нема врска, никогаш нема да ви помогне тоа за да бидете поуспешни. Вие треба да бидете свесни на оно ниво на кое што времето кое што вие го поминувате во било која активност, во било што да правите во вашиот време кое што никогаш нема да го вратите назад. И тоа е многу повредно и од пари и од се останато. Времето кое што јас сега одлучив денес да дојдам тука и да бидам со вас и да споделам нешто, и вие така одлучивте да бидете тука и да ме слушате мене, е време кое што ние се го споделуваме како гифт, како подарок едни на други. И сега видите колку е едноставно. Јас најдов начин како да станам успешен. Се она што го знам, еве сега моето искуство, моето знаење, мојата перцепција за работите, дојдов да споделам тука. Јас седен ја споделувам на колку и да се тука 100 луѓе. Значи, вие мене 100 луѓе ми го делат времето мене. Јас така станувам експоненцијално поуспешен, затоа што вие сте решили да го споделите времето со мене. И колку и да сметате дека ова е небитно, дека нема врска и така натаму, тоа како е важно. Ќе вратите некој од вас време, можете да бидете на друго место, можете да правите некоја друга активност, можете да си гледате некој филм, можете да работите нешто, можете да си бидете со домашните, со пријателите, со саканите и така натаму и така натаму. Така? Зошто сте со мене тука? Кој сум јас за вас за да вие бидете со мене тука? И точно вие одлучивте ова време дали со предпоставка дека што ако јас катастрофа, можда и катастрофа презентацијава. Што дебакл катастрофа беше презентација, ништо не кажев, се глупирав со некој не знам без везе работи и така натаму, вие излагувате тука и леле 1 сат од живот или 20 минути, 30 минути ми помина. Ништо не научив и така натаму и така натаму. Истото време можете вие да го поминете со некој друг, со некој поквалитетно, затоа што на крајот ден никој не ви гарантира дека ние сите ќе бидеме тука и утре. Во суштина времето и свеста за времето, разбирањето на времето е толку битен фактор што вие треба да се прашувате цело време што правам јас со моето време. Ако ова вие го гледате свестите на повисоко ниво, тоа ќе ги фатите во корелација според мене трите клучни фактори, а тоа е времето, луѓето и среќа. Така да бидете ненормално успешни во што и да правите во идната ваша кариера, сегашна кариера и така натаму, вие треба да најдете начин како низ текот на времето да направите што е можно повеќе среќни и задоволни луѓе околу вас. На тој начин ќе ви се врати експоненцијално назад. Јас станав Microsoft MVP затоа што не спиев со денови по форумите им помагав на луѓе кои што никогаш не ги знаев од секаде во светот. Дојдов до момент каде што бев 3 месеци поред number one answerer на Microsoft Web Forums во 2010 година. И почна recognition да ми дава Microsoft. А ово многу им помага на луѓе, им решава проблеми, им дава од своето време и знаење, така? Јас не бев свесен за ова, by the way, тогаш, на ваков начин. После става Microsoft MVP, допред тоа, кога ќе видев некој Microsoft MVP, што ми беше као, вау, овие знаат се, не знам што, пошто ги гледав нивните одговори, гледав како они пристапуваат и така натаму. И беше као ненормално нешто да туку така станеш Microsoft. Станав Microsoft MVP после тоа. Зошто? Затоа што јас моето време го инвестирав со се што учев на дневно ниво да споделам со некого, да го кажам некому, да му помогнам некому, да му олеснам некому и така натаму, да ги направам тие луѓе. Прво беа по еден, по двајца, по тројца, по еден, по двајца, по тројца, после почнав да пишувам блог, па од блогот почнав 10 милиони impressions ми има целокупно блогот активно кога пишав околу 2 години. Значи блогот почна да се вирализира, почна да ми го споделува Microsoft на Spotlight, на насловна страна, да ме спомнува на Channel 9 видео и така натаму. Па Microsoft во македонската заедница ме дозна, па почна да ме повикуваат да држам предавања. Јас бев релативно интровертен човек порано, мислам предавања да држам, па е подобро да умрам, мислам. А денес имам 300 говори одржано. Ви благодарам.